2 негативни оценки за една година ќе стане основ за разрешување на обвинител. Новиот закон за јавно обвинителство кој го поминува владиниот филтер драстично го стеснува маневарскиот простор за обвинителите. Ако досега беа потребни најмалку 8 години за разрешување по првата негативна оценка, новото законско решение е многу поригорозно. Со актуелниот закон од првата негативна оценка за евентуално разрешување треба да поминат најмалку 8 години, односно обвинителот треба да добие 3 последователни негативни оценки, а оценувањето се врши на 4 години. Со измените оценување сега ќе има на секои 3 години, но оној кој ќе добие негативна оценка по 12 месеци повторно ќе биде тестиран, а евентуалниот втор минус ќе биде основ за разрешување, велат од Министерството за правда. Суштинска промена е во однос на оценувањето за сите јавни обвинители, за разлика до сегашниот закон каде што оценувањето е на 4 години и потребни се 3 негативни оценки за да биде разрешен обвинител. Сега ќе има на секои 3 години редовно оценување и ако јавниот обвинител добие негативна оценка, за една година има вонредно оценување и ако повторно е негативна оценката, тоа ќе биде основ за негово разрешување. Во пакетот реформи е законот за совет на јавни обвинители кој вчера беше изгласан во собранието. Со новото законско решение сега се прават промени во делот на дисциплинската постапка, која ќе биде основ за разрешување на првиот човек на советот. Сега кај дисциплинските постапки буквално ќе постои градација, полесни, потешки, најтешки. Само најтешките би биле основ за разрешување. Досега постапките по дисциплински пријави не биле јавни, сега новина е што тие постапки ќе се со јавноста, ќе бидат и основа за разрешување на председателот на судски совет, што досега не беше случај. Во законот за јавно обвинителство нема да има промени во однос на изборот на републички јавен обвинител, бидејќи за тоа е потребно отворање на уставот. Инаку пред 2,5 месеци двете законски решенија добија позитивни оценки од Венецијанската комисија.